Добре, криптоентузијасти, поради случувањата на Блискиот Исток моментално, како и барањето од ваша страна, одлучив да направам исто така уште едно видео денес за геополитика, кое што ќе биде достапно плюс од оно видео кое што ќе ви биде достапно со подкастот кој што го направивме заедно со Криптофил. Така да, видеото, ако веќе сте го промашиле, во 5 часот попладне беше веќе достапно на нашиот канал, на нормално тоа е видеото со Криптофил, додека во 7 часот нормално го објавуваме ово видео за геополитика, кое што е доста битно затоа што има доста голема ескалација со убиството на Насрала. Сега, зошто е ова битно? Значи, ќе почнеме поред, ќе видиме што се случувало до сега и ќе продолжиме понатаму во односно на што се случи и што очекуваме, како и искрено на крајот од ова видео јас сакам да дадам моје лично гледиште во однос на спонзорите на Израел, кои што се уште тука за истиот да постои и како се ова долгорочно ќе заврши. Прва и најбитна работа да се присетиме дека ова не е прв пат. Само во овој, сега зборувам, само во овој конфликт од 7 октомври 2023 година до сега, значи Израел нема каде не направи глупост, тоа го следевме последователно, еве сега да се присетиме дека Израел беше тој кој што го нападна конзулатот на Иран во Сирија. Нешто што е целосно забрането со интернационално право, кое што веднаш треба да се казни, доколку се случи во било која друга земја, но кога е Израел, тогаш е во ред. Значи Израел кажа дека тоа бил некаков си воен штаб, не е на Израел да каже што се случува во нечие конзуларно или во оваа ситуација амбасадно представништво. Што се случува во овие објекти е работа на таа држава, се разбираме? Значи, ваквото представништво и недвижноста која што е купена од оваа земја се собственост на Иран, не на Сирија. Не е на Израел да одлучува што Сирија дозволила во собствената земја. Не е на Израел. Никогаш не било, никогаш нема да биде. Се разбираме? Што значи дека Сирија одлучила тоа да биде конзуларно представништво на Иран и што Иран прави во ова конзуларно представништво е работа на Иран. 3 врвни команданти во Иранската револуционерна гарда беа убиени со овој удар. Иран возврати со најавен удар, со цел да нема цивилни жртви, со цел да нема катастрофа и со цел да, така речено, да го смири своето население. Така, значи, кој е овдека лошиот? Израел го уби Исмаил Ханија во средината на Техеран со, значи, најтерористички можни методи. Значи, Израел постојано се служи со терористички методи, да се разбереме. Со тоа што ваквото убиство беше целоста навреда за Техеран и за Иран. Затоа што вие сте им убиле гостин на председателското, така речено, нели, сега не е кронисување, него, така речено, инаугурација на председателот на Иран. Го убивате гостинот под нивниот покрив. Иран не возврати се уште. Да не забораваме дека во истиот ден убија вториот поголемина командир во Хезбола со бомбардирање на Бејрут, исто како што тоа го направија за Насрала. Значи, вие бомбардирате и убивате не знам колку цивили за да убиете еден човек затоа што тој за вас представува терорист. Тоа се методите на Израел. Со тоа што дојдовме до ситуација каде што ова беше крајно бесрамно. Значи јас, знаете како, ова како стоката грчка кога влегла во Загоричани и заклала од куче до маче до дете до се. Значи буквално без таков срам. Исто како тие цигани кои што колеле таа ноќ во, да речам, Загоричани, истата ситуација. Значи користени се најсофистицирани оружја кои што треба да се користат исклучиво за воени цели, за да уништат цел блок на згради, за да го убијат Насрала. Цел блок 6 згради се уништени со еден удар за да го убијат Насрала, лидерот на Хезболах. И да не забораваме уште една многу битна работа, дека Израел зборуваше пред Обединетите нации кога ова се случи. Значи, прво да видиме како изгледаа Обединетите нации. Значи, ова е полупразната сала на Обединетите нации, кои што знаат дека ќе зборува Нетањаху, гомнарот. И гледате што се случува во моментот кога го најавуваат. Освен овие платениве пингвини овдека од Мурика и Гејропа, останатите нормални луѓе во светот ја напуштаат салата кога зборува
ваков тип на касап. Ова овдека што гледате горе се негови лични гости. А ова друго се нормални луѓе, представници на нормални земји, кои што нема да седат и слушаат како јаде гомна Копитаров од Израел, додека во исто време бомбардира цивили. Бомбардира шатори во Палестина и бомбардира цивили недолжни во Либан. Еве како изгледа салата. Додека го најавуваат Нетањаху. Гледате пред кого зборува за мир. Гледате кој се интересира за зборувањето на Израел. Еве кој се интересира. Никој. Ова се само Гејропа, Мурика и дудлачи на Гејропа и Мурика, кои што мораат да седат тука затоа што зависат од Гејропа и Мурика, се разбираме? Ете кој сака да слуша што има да каже Сераторов, касапот Нетањаху. Гледате пред кого зборува? Пред празна сала зборува. А додека зборува, еве што се случува. Значи, пазете, он зборува за мир. Israel yearns for peace. Значи, на гомната западњачки ништо што ќе им излезе од устата не можеме да им го веруваме, дали се разбираме. Значи, он дојден во Обединетите нации да им каже на другите земји членки дека е дојден за да бара мир и дека Израел сака само мир, а во исто време уништуваат блок од 6 згради за да убијат еден човек. Тоа е истиот овој гомнар кој што гледате овдека. Дали се разбираме? Исто како што лажеа за Русија и Украина, каде што во Минск договорите, кои што беа склучени во првиот конфликт помеѓу Русија и Украина, беше договорено дека ќе се дадат специјални права на руското малцинство во Украина, во источна Украина, дека ќе им се дозволи целосно користење на сопствениот јазик, образование на сопствениот јазик, руската црква е заштитена и ред други работи, кои што потоа Ангела Меркел излезе и кажа дека биле само купување на време за да се наоружи Украина. Ангела Меркел го кажа ова јавно, сме го објавиле многу пати до сега. Исто како овој гомнар кога сега доаѓа и кажува дека они сакаат мир, во исто време убиваат десетици илјади цивили, десетици илјади деца. Не знам колку пати треба да го повторам ова. Уште дојде некој глупак од Србија да ми пише коментар, сега ќе видите нема да остане ни Хезбола, нема да остане ни Хамас. Аре глуп, тебе тие бомбардираат земјата истите гомнари. Значи како да ви објаснам кого го браните? Значи, не можам да разберам како може земји кои страдале од истите овие говеда да застануваат на страната на Израел. Не можам да разберам, значи не можам да разберам. Значи не е ова одамна кога ја бомбардираат Србија, заборавивте истите овие гомнари кои што не знаат како поинаку да го решат ова. Еве како го решаваат, со уште повеќе сила, да се разбереме. И ова е Насрала, ова е човекот кој што е убиен и сега сакам само да слушнете што има да каже највисокиот представник на надворешната политика на Русија околу ова Лавров, затоа што е многу битно, ова беше кажано вчера, затоа што ова не е прв ваков случај и ова го води целиот свет кон абис, комплетно. Another glaring example of terrorist methods as a means of achieving political aims is the inhumane attack on Lebanon that transformed civilian technology into a lethal weapon. There must be an immediate investigation into this crime, but already we cannot remain silent in the face of the many publications in the media, including in Europe and here in the United States, that indicate to varying degrees the involvement and at the very least awareness of Washington when it comes to the preparation of that terrorist attack. Значи, ова што моментално го зборува е за пејџерите. Вели, значи, не можеме да замижиме кога цивилна технологија се користи за терористички напад од толку голем, не само толку, него генерално се користи за терористички напад. И вели, моментално мора да има значи, интернационална истрага за тоа како ова било организирано, затоа што значи, ние сме уверени дека и Америка стои позади овој напад. We are particularly concerned by the now almost commonplace practice of political killings, as once again took place yesterday in Beirut. The tragic and unacceptable tenor of events in the Arab-Israeli conflict in Yemen, in the Red Sea Basin, in the Gulf of Aden, Sudan, and other hotspots in Africa reflects an indisputable fact. Security can either be equal and indivisible for all, or it won't be for anyone. Веле,
Загрижени сме за овие политички убиства кои што стануваат секојдневие, не само овдека, туку буквално во сите овие региони, вклучувајќи ги Јемен, афричките земји, нормално Либан, Палестина и така натаму. Значи, ова што моментално го гледате е буквално уништување на, да речам, единствените луѓе кои што ги држат овие воени организации под контрола. Значи, јас не можам да разберам колку треба да сте луди, затоа што овие се луѓето кои што ги држат се уште под контрола, ова да не ескалира, да не стане една апсолутна касапница на Блискиот исток. Зошто го велам ова? Значи, Ханија го убија буквално на денот кога се преговараше. Се разбираме, значи они еден ден пред да преговараат го убиваат главниот представник на политичкото крило на Хамас во Палестина, го убиваат и викаат дојдени сме да преговараме за мир. Го убиваат на Насрала додека зборуваат дека сакаат мир и зборуваат за некакви си предлог за 21 ден примири. Каков е тој мир? Какви се тие глупости? Значи вие го убивате преговарачот и кажувате ама ние сакаме мир, така? Значи ова е само драма која што само Западот може да ја демонстрира, никој друг. Че треба да сте комплетно луд да го правите, се разбираме. Од друга страна, една многу битна работа е тоа што Насрала е 30 години на чело на Хезбола. Што значи дека човекот е одмерен, човекот е политички добро информиран и едуциран и знае што прави. Затоа до сега немаше толку големи ескалации. Дали вие мислите дека не може Хезбола да го искористи овој огромен арсенал и да направи огромна штета врз Израел? Нормално дека може. Имаат илјадници проектили. На страна од сето тоа. Што мислите вие кој ќе тоа е следен? Значи, прво, вие со убиство на лидер не можете да онеспособите ваков тип на фракција, затоа што оваа фракција е под директно, как така речено, водство, па и нормално финансирање на Иран. Вие не можете да уништите оваа фракција. Можете само да направите да дојде нов лидер на оваа фракција, кој што ќе биде многу поагресивен, кој што нема да избира цивилни методи, верувајте ми, и кој што за да се докаже самиот себе си и за да обедини Хезболах и Либан може да направи многу подрастични работи врз евреите. Сега ќе ве потсетам. Пред 30 години исто така е убиен лидерот на Хезболах пред Насрала да дојде на негово место. Со тоа што во тој момент не биле мети само во Израел евреите, туку низ целиот свет. Значи, не знам дали знаете, но имало неколку убиства врз големи маси на евреи на секаде во светот, како што е, например, во Аргентина. Да ви покажам, нели, за да ви стане јасно. Значи, во 94 година нападната заедницата во Аргентина од бомбаш самоубиец и неколку десетици луѓе мртви. Истата таа 94 година нападнат авион кој што се срушува буквално после полетувањето, 12 евреи мртви. 96-та. Значи, гледате ли што сакам да ви кажам? Ова се методите кои што веќе не ги користат, а многу лесно може да се вратат на истите глобално. Што значи со ова Израел не си прави добро на самиот себе си. Со убиство на еден припадник на Хезболах, вие практично неговите деца сте ги направиле нови војници на Хезболах. Еве, земете за пример ВМРО. Со убиството на комитата, неговите деца што ќе станат? Комити, така? Значи, вие не можете да убиете таква организација со терор, затоа што тоа е организација која што буквално се шири врз основа на терор. Значи, вие буквално се обидувате да уништите терористичка организација со терор. Се храни од терор, дали ви е тоа јасно? Значи, целата оваа либанска маса на луѓе, не само Хезболах, моментално вие сте обединиле со ова што сте го направиле. Да, можеби во моментов вие сте направиле краткорочна победа, каде што дестабилизацијата која што сте направиле поради, да речам, вакуумот на лидерство, ќе биде пополнета. Да се разбереме. Значи, овие организации стануваат се поорганизирани и се понаоружани. Ако ги погледнете историски 2000, 2006 и 2024 година, Хезболах расте и во бројка на луѓе, и во организираност, и во арсенал. Вие мислите дека тоа ќе престане? Посебно сега кога Иран има поддршка директно од Русија и од Кина, дали вие мислите дека тоа ќе престане? Зошто, ако се сеќавате, јас уште кога отиде во Мурика да зборува таму, нели, главниот касап на сите времиња. Зошто, ако се сеќавате, јас ви го покажав ова. Ви кажав, отидене да прави алијанса. Израел се обидува да собере
значи сојузници, затоа што знае каде ова се движи. Значи, без никакво сомнение, јас лично тврдам дека сето ова што се случува е буквално провокации колку што може повеќе за да се принуди Иран да влезе во оваа војна. На страна од тоа што Нетањаху го прави поради своји лични причини да не оди во затвор, уште една причина плюс е фактот дека Израел сака Иран да влезе во оваа војна затоа што тогаш и Америка и неговите што се држат за рачиња англичани, американци, французи и така натаму нема да има избор освен да влезат во оваа војна на страната на Израел. Израел ќе ги држи до тоа што ги плаќаат, да бидеме јасни. Значи ова лоби што они го плаќаат не е за џабе. Тоа значи дека они очекуваат дека ќе бидат бранети. Еве ви прост пример. Израел бара од Америка да стои позади него затоа што Иран ќе сака да му врати поради убиството на лидерот на Хезболах. Значи ова не е за џабе, пред 18 часа. Аксиос, американски вестник. Значи они знаат точно што прават. Прават глупости и после го викаат бато да ги брани, така? Значи ова не е ништо ново, ова постојано се случува. И сега нормално овдека ќе истапат сите овие гомнаги европејски и американски со изјави немојте ни случајно да мислите Израел да го бомбардира. Значи како да ви објаснам? Цело време истата ситуација. Израел прави глупост, другите не враќаат и уште добиваат закани да не случајно одлучат да вратат. Се разбираме? Значи до кој степен е луд моментално светов. Со тоа што повторно, нормално Иран повторно со истата реторика дека нормално мора да врати за ова, така како што беше за Ханија, како што беше за нападот на конзулатот, така и во оваа ситуација за убиството на лидерот на Хезбола, кој што, значи ова е Каменаи, духовниот лидер на Иран и ова е нормално Насрала, значи кои што се сојузници и долгогодишни соработници во оваа ситуација, нормално работат на така речено истата работа, да се отстрани Израел. Е сега, и еве во тоа што постојано го зборувам, признанието дека убиството на Хасан Насрала го променува целиот овој конфликт. Значи, ова е убиство од највисок ранг кога станува збор за Либан и Хезболах, кој што е практично неодвоиво крило на иранската револуционерна гарда. Така да во оваа ситуација немаат избор освен да се синхронизираат и да помогнат на Либан. Либан е бомбардиран ден и ноќ последниве 10 дена, се разбираме. И еве го денеска, значи Euronews пред само 6 часа вели: Israel has deployed troops near the border with Lebanon a day after the airstrikes in Beirut that killed Hezbollah leader Hassan Nasrallah. Значи, еден ден од убиството на Хасан Насрала, така, ние сакаме мир. Мир сакаме ние. Israel yearns for peace. И додека овоа го јаде гомна губива Насрала, а следниот ден имате илјадници трупи буквално на самата граница со Либан. Ова е мир, дечки. Вака се бара мир. Значи, ова само американците го прават и нели нивните сојузници. Вака се бара мир. Како терористите шиптарски кај нас што бараа мир, права што бараа. The troop build-up follows comments from the Israeli military on Wednesday that it was preparing for a possible ground operation in Lebanon. Israeli warplanes have continued to bombard Beirut, with the health ministry reporting 33 people killed across Lebanon on Saturday. Тоа е во текот на вчерашниот ден. Жртвите се веќе над 1000, од кои поголемиот дел се цивилни жртви. Голема количина деца. Буквално Израел го прави истото што го правеше во Газа, сега во Либан. Значи нема никаков срам, трошка срам нема. Илјадници израелски трупи се на границата со Либан. Уште еден, Ел Паис. 24 септември, ова е пред неколку дена, но она што сакам да го кажам е дека сите западни медиуми ги јавуваат истите ствари. Дека се спремаат за напад. Значи се спремаат да направат инвазија. Уште една провокација. Значи се обидуваат се што можат да направат да го натераат Иран да влезе во оваа војна. Со тоа што, да не заборавиме, дека уште во летото 2024 година илјадници ирански борци, зборуваме од револуционерната гарда, од регуларната армија на Иран, веќе волонтираат да бидат дел од Хезболах. Што мислите вие дека ќе се случи сега? Ова е на плоштадот, така наречен Палестина, во средината на Техеран.
на кои што моментално се собираат илјадници иранци да оддадат почит на Насрала и поддршка на Либан и Палестина. Да видиме што има да каже репортерот директно од Техеран. Значи, заборавајте дека е Арти, ќе ви помине, ќе преживеете, слушате што има да каже. From the Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, who said at the UN Security Council's emergency meeting, he said that Israel has resorted to the use of multiple 5,000-pound bunker buster bombs gifted by the US to release them and drop them in residential areas in Lebanon. So he said that. Вели, една од тие бомби тежи 2500 килограми и вика 5 такви бомби биле фрлени за да бидат срушени целиот блок на згради само за да се осигураат дека ќе го убијат Насрала. Значи ако тоа не е тероризам, зборуваме средина на град. Значи средина на население, се разбираме. While Israeli leaders must be held accountable for their heinous crimes in Palestine and now in Lebanon, the complicity of the United States cannot be overlooked. We see people are now chanting slogans against Israel and against the West for its unwavering support for Israel, saying that all this needs to come to an end before it's too late. So we also heard that Iran is now planning to send some troops to Lebanon. We heard it from different. Момци, тука е проблемот. Ова се чекаше од страна на Западот. Иран да прати своја војска. На тој начин ефективно Иран влегува во оваа војна. Тука е главниот проблем. Ја не можам да разберам колку треба да се ретардирани да го провоцираат ова. Јас стварно не можам да разберам. Значи, тоа е таков тежок напор од страна на Западов да се започне Трета светска војна. Без разлика дали е во Русија или пак е во Иран. Значи, ја не можам да разберам колку енергија внесуваат за да се започне Трета светска војна. Iranian officials that Iran stands ready to support Hezbollah. And these people also confirmed those reports, saying that they are ready to go there to Lebanon, to the battlefield, to support Hezbollah against the Israeli aggression. And this has just today, Ayatollah Khamenei, the Iranian supreme leader, released a strong worded statement. In that statement, he called the IDF, quote, the rabid dogs of Israel. And he Тоа што јас го реков вчера, денеска Каменај го потврдува. Значи, прво, веќе е најавено дека трупи ќе бидат испратени од Иран во Либан, се извинувам, а во исто време, значи, тоа го кажуваат, вели и оние кои што ги прашавме, дека се спремни да отидат и да се прикучат на Хезбола, и, како што јас кажав, буквално ова е, значи, бесно куче, истото, бесно куче. Моментално ова што гледате е буквално бесно куче, прави што сака. Само затоа што газдата не одлучил се уште дека треба да биде усмртено. Вака се, ова што гледате овдека е во црквата Свети Пантелеймон над Велес. Јас кога бев последниот пат ја видов и морав да ја сликам. Ова е карта на Палестина, направена за време на Југославија очигледно. И нормално направено, српска патријаршија, не е ни битно, значи воопште не е сега тоа битно. Идејата која е? Значи, овдека јас Израел не гледам. Значи дека и во времето на Југославија Израел не бил никој кур фактор. Дали се разбира, Израел никогаш не постоел. Значи, сега вака. Ова што ќе го кажеме на крај од ова видео, иако ќе трае малку подолго, е да образложиме зошто е неизводливо и невозможно да постои Израел. Дали се разбираме? Значи, не е тоа дали им се свиѓа на западните сили или не. Западните сили полека го губат својот примат и никој кур не ги прашува веќе што они мислат или што они сакаат, се разбираме. Значи, Израел е создаден со декрет на Мала Британија, чие што претходно бил Палестина, практично била колонија на Мала Британија, и ова понатаму со притисок на еврејското лоби, со притисок на Мурика и западните сили, е присилена Палестина да даде дел од својата територија после 45-та година за да се создаде ова гомно така наречено Израел. Со тоа што еве ви, значи постојано го пуштам исто и ќе го пуштам и постојано ќе го пуштам, додека не ви тече крв од ушите. Зошто постои Израел? Значи не постои за ги боли нив стапот за евреите. 86-та година. Слушајте што има да каже геријатрија Џо кога уште не бил геријатрија. Time we stop those of us who support, as most of us do, Israel in this body, for apologizing for our support for Israel. There's no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make.
Нема вика извинување за тоа што го поддржуваме Израел, вика. Најдобрата инвестиција од 3 милиарди долари, вика, која што сме ја направиле. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. Вика, ако нема Израел, вика, Америка треба да измисли Израел, вика, за да ги заштите своите интереси во регионот. Кои интереси, бе, брат? На другата страна, кои интереси ги имате вие таму? Нафта. Значи, они го користат Израел како база за интелигенција и шпионирање на сите овие земји околу, како база за подготовка на инвазија на сите овие земји околу, без разлика дали бил Ирак, дали е Сирија, дали е Либан, па дури на другата страна Либија. Сите овие инвазии, сите овие инкурзии беа направени со директна помош од Израел, каде што Израел е буквално хабот од кој што Америка лансира напади и инвазии. Дали се разбираме? Тоа е нивната причина. И без Израел ќе биде многу тешко да можат да го одржат своето влијание таму и да одржат асимилирање на природните ресурси на овие земји, а тоа е нафтата. The United States would have to go out and invent an Israel. The second part is people should understand by now this should be crystal clear. 1986, така. That Israel is the single 2007. greatest strength America has in the Middle East. I always say to my friends when they say those things to you, I say, imagine our circumstance in the world were there no Israel. How many battleships would there be? How many troops would be stationed? Вика, Израел е најголемата стратешка моќ која што Америка има на Блискиот Исток. Вика, ако не е Израел, вика, дали знаете, вика, колку, вика, воени бродови ќе треба да имаме, колку трупи ќе мораме да имаме таму. Знаете зашто? Затоа што никој не ги сака таму, ете, затоа. You know, I used to say early on when I was a kid, I'd say, when I was a young senator, I'd say, if I were a Jew, I'd be a Zionist. I am a Zionist. You don't have to be a Jew to be a Zionist. Ти си куртон, брат, ти не си Зионист. Ти си обичен куртон искористен, кој што ќе заврши на, како што кажуваат, ѓубриштето од историјата. Тоа си ти, брат. Progress occurs in the Middle East when everyone knows there's simply 2010 година. no space between the United States and Israel. There is no space between the United States and Israel when it comes to Israel's security. There is only Вика, прогрес има, вика, на Блискиот Исток само кога целиот свет знае дека нема простор помеѓу Америка и Израел, односно секогаш ќе биде позади Израел. Пазете се што правите, Америка стои позади Израел. 2010 година. only one nation in the world that has unequivocally, without hesitation, and consistently confronted the efforts to delegitimize Israel. At every point in our administration, at every juncture, we've stood up on behalf of the legitimacy of the state of Israel. The security of Israel. Има само една земја во светот која што целосно давала поддршка на Израел и секогаш стоела позади идејата дека треба да има легитимен Израел во светот. Морика, драги дами и господа. The United States is inextricably tied. 2013-2014. And we will never, ever abandon Israel out of our own self-interest. И вика, никогаш нема да го напуштиме Израел поради наш личен интерес. Дали ви е јасно што е Израел? Израел е интерес на Америка да никогаш не го изгуби своето влијание врз ова подрачје толку моćно поради тоа што има толку многу нафта. Иран е еден од најголемите производители на нафта. Што мислите зошто дојде Мурика во Ирак? Ги боли нив стапот за тогашниот председател кој што го убија нормално со цел да се дојде до главниот извор. До ден денеска крадат нафта од Ирак. Тоа го прават и во Сирија моментално. Но Иран е проблемот. Иран има уште повеќе нафта. Тука е проблемот. I also emphasize what I've said throughout this conflict. The United States fully supports Israel's right to defend itself. Абе, не знам што да ти кажам. Значи, еве ги, тука таа пата. Джабе го пуштам ова сега веќе понатаму, мислам дека ви станува јасно. Гериатрија Џо, како да е на батерии, буквално му ставате мемориска картичка и го кажува истото, не е битно дали е 86-та или 2021 година. Исти кур. Е сега, каде е овдека проблемот, бе брат? Значи да се разбереме една интересна работа. Не го зборувам јас сега ова само за Израел.
Го зборувам и за Косово. Го зборувам и за останатите, како Тајван, како други некои провинциичиња, кои што моментално единствена причина поради која што постојат е затоа што има американски базичиња, како Бонстил на Косово, како Израел, кој што е една практично голема американска база, и Тајван исто така, кои што нема да постојат кога моќта на Америка нема да биде тоа што они мислат дека е. А тоа не е толку далеку. Извинете што ќе ве разочарам, не е толку далеку. Тоа сме го демонстрирали многу пати, сега ќе го демонстрираме уште еднаш многу едноставно во добри 5 минути. 35,3 милиарди долари е долгот на Америка кон целиот свет. Принтање пари не може да ја спаси постојано. 1 трилион од прилика, значи сега е 883, со оглед на фактот дека следната година треба да војуваат очигледно и во Кина, се спремаат, повеќе од 1 трилион е нивниот буџет само за армија. Додека во исто време да не заборавиме, дека, ево, значи април 2024 година, овој артикл кој што вели дека моментално американскиот долг надминал 1 трилион. 1 трилион. Значи ова е април 2024 година, сега веќе е, како што можеме да видиме, повисоко, затоа што и долгот веќе не е 35, туку гледаме дека е 35,3. Што значи дека и интересот, односно ова е каматата која што треба да платат. Значи они само на годишно ниво камата од 1 трилион долари плаќаат. Колку што плаќаат и за одбрана, така? Во исто време нивниот буџет е негде околу 4 трилиони, плюс минус 4-5. Што значи дека 1/5 или 1/4, ајде, ќе им попуштиме, нека биде 5 трилиони. 1/5 плаќаат за одбрана, 1/5 плаќаат само за камата. Но каматата е неодржлива и нема да остане на 1 трилион. И многу брзо ќе се зголеми уште повеќе. Знаете зошто? Затоа што во 2019 година, пред само 5 години, истата било 600 милиарди. Се дуплирала скоро. За само 4 години. Знаете што ќе се случи кога ќе дојде ова да биде 2, 3? Нивниот буџет нема да биде доволно ни да платат каматата на нивниот долг. Се разбираме ли? А они не престануваат да се должуваат, они почнуваат уште повеќе. Погледнете овде, ова е дефицитот кој што го имаат во буџетот. Они и за нивните лични потреби, како да си го прехранат сопственото население, да му обезбедат некаква минимална едукација, затоа што е минимално очигледно, и здравствено осигурување кое што практично никој го нема кај нив. Они трошат, погледнете, во 2023 година потрошиле 7-8 трилиони, а направиле 5. Че они има 3 трилиони дефицит на буџетот во една година. И гледаме дека овој дефицит се повеќе се зголемува, не се намалува. Што значи дека само прашање на време е, кога Америка нема да има доволно пари за војна. А без пари нема војна. А без пари и доларот нема да биде веќе резервна валута. А БРИКС расте. Да ве подсетам, за 2 дена официјално почнува со многу настани БРИКС самитот во Казан. Дали ви се допаѓа вас тоа или не? Ќе ви препорачам на исраелци, на косовари, на тајванци да учите како да трчате по американски авиони, како што тоа го правеа во Афганистан, затоа што многу брзо ќе ви се случи и вас. И кога сте си направиле сите ваши околни држави да ве мразат, не знам кој ќе ве штити. Не знам. На вас останува, мислете си. Од каде Израел го добива своето оружје? Од каде терористите научија го добиваа своето оружје? 3 септември 2024 година. 65,6% од оружјето кое што е импортирано во Израел доаѓа од Америка. 29,7% од цивилната и миротворна Германија и 4,7% од Италија. 65,6%. Епа нема да трае долго. Нема. Значи ова можеби ќе потрае уште 5 години, можеби уште 10 ќе потрае. Хезболах сигурно нема да престане да постои затоа што вие сте бомбардирале Либија. Хамас сигурно нема да престане да постои само затоа што сте бомбардирале Палестина. Но бомбите нема да ви траат долго, се разбираме. Нема да имате, затоа што Израел не произведува ни 1% од сопственото оружје. Поголемиот дел од тоа доаѓа на дневна база од Америка. И еве ви прост пример. Само што му додели 8,7 милиарди долари милитарна воена помош на Израел. 26 септември, пред 3 дена. Ако Израел може сам да си го произведе ова како што тоа го прави Русија, тогаш уред, дека му мислат и Либан, и Иран, и сите. Но не може. Епа тоа е разликата. Затоа што Русија може бескрајно да произведува муниција и бескрајно да биде во војна. Но Израел, Косово, Тајван не можат.
А Америка нема да може да си дозволи да ги плаќа овие војни. Дали ви е јасно? Уште се спремаат за војна во Тајван. Ќе го бранеле Тајван и неговата демократија. Па батиња, Римското царство пропаднало кога направило overextend, односно кога се расширило премногу воено, кога веќе не можела да ги брани сите територии, така. Германското наци царство, наци империја пропаднала кога се расшириле премногу и почнале да предизвикуваат премногу армии. Знаете каде се наоѓа Америка моментално? Во тој стадиум. Каде што во исто време ја предизвикуваат Русија, војуваат против Иран, Либан, Сирија, Ирак и сега се спремаат да војуваат против Кина. Ова е блокот кој што расте. Наспроти гериатрија 7 кој што моментално драстично ја губи својата моќ. Размислете сами. Заклучокот на сето ова е многу јасен и верувам дека наскоро ќе го видиме. Може би пак ќе кажам, нема да биде за 5 години, може би нема да биде ни за 10, но ја верувам дека сите ќе бидеме живи да го видиме тоа. Затоа што моментот кога Америка ќе го изгуби својот примат, ќе го изгуби доларот како резервна валута во светот и нема да има веќе паричиња да плаќа за војни, сите нејзини марионетки во светот ќе си ја добијат судбината која што ги очекува. Вклучувајќи го и Израел, затоа што не можете вие да бидете околени со непријатели и да продолжите да постоите ако не можете сами да обезбедите својата безбедност. Како со армија, така и со оружје. Овие бомби ќе престанат да паѓаат, а тогаш нека му мисли Израел затоа што овие чекаат. Они чекале 2000 години и пак ќе почекаат, не е проблем. Значи, крстоносите војни траеле многу. На крајот знаеме кој бил оној кој што успеал да го земе Ерусалим. Тоа не биле крстоносците, тоа не биле евреите, биле муслиманите. Затоа што Ерусалим секогаш бил муслиманска територија. Дали ви се допаѓа вас тоа или не, не е битно. На крајот на денот, истата таа цел, која што уште од тогаш ја кажуваат на патот кон Ерусалим, до ден денеска за сите своји мртви борци велат, Хасан Насрала падна на патот кон Ерусалим. Вие мислите дека тоа ќе престане? Мислите дека ќе заборават? Мислите дека нивните деца ќе заборават што направил Израел, Америка, Британија, Германија? Не. И да ве потсетам дека децата на овие моментално живеат во Европа. Тоа што постојано ви го зборувам, вие со ваквото убиство само ќе ги натерате овие деца сега што живеат во Париз, во Берлин, во Лондон, да продолжат со ова што таму го прават на својата територија со цел да се одбранат, да ви го прават дома, во Париз, во Берлин, во Лондон, како што ви покажав. Затоа што овие се професионалци во тероризам. Останува на вас. Јас само вака ќе кажам, целата оваа ситуација краткорочно нас не смета многу, затоа што ова пак ќе кажам може да предизвика нафтен шок, кој што дефинитивно ќе делува на пазарот и ќе го уназади и на некој начин забави во оваа ситуација булмаркетот. Но долгорочно нема тука разговор. Се гледа дека значи глобалниот југ, вклучувајќи го Иран, вклучувајќи ги сите овие помали земји, вклучувајќи ги огромните земји како Бразил, Индија, Кина, Русија, новите земји кои што влегоа повторно тука се Иран, Саудиска Арабија, Обединетите арапски емирати и така натаму, сите овие земји, драги мои, ќе бидат примат. Центрите на моќ се менуваат. Западот полека го добива тоа што му е заслужено со неговото колонијално минато. Светот нема да биде во рацете на Западот уште долго. И тоа ќе доживееме да го видиме. Дали вас ви се допаѓа тоа или не, не е битно. Тоа е нормално движење на смрт на една империја и раст на една друга империја или блок, како сакате. Но бидете свесни и правете правилни одлуки кога станува збор за инвестирање, затоа што би било многу жално да имате инвестирано само во американски компании и Америка да пропадне поради низиниот долг. Чисто како идеја. За крај, значи ќе направиме посебно видео во кое што ќе разговараме за Patreon заедницата, значи ќе мораме да објасниме во однос на привилегиите. Веќе одлучивме, премногу материјал, се обидувам да стигнам со се, но премногу материјал, нема логика у видео за геополитика, јас да објаснувам кои се привилегиите за Patreon, така да во текот на денот очекувате уште едно видео каде што ќе објасниме кои се главните привилегии на Patreon групата, кои што моментално се повеќе и повеќе расте, значи имаме повеќе од 40 членови моментално и нормално очекуваме ова и понатаму да продолжи да расте. Како што веќе кажавме, значи самата заедница е жива, погледнете и сами, значи буквално секој од нив споделува се што може да најде со цел да се едуцираме едни со други, нормално да едноставно расте соработката помеѓу оваа наша заедница, а како што веќе кажав, значи веќе имаме и утврдено
кои се привилегиите, ќе најдете денеска видео на нашиот канал каде што ќе го објасниме овој дел. Им благодарам на сите оние кои што станаа дел од нашата Patreon заедница. Идејата е на овој начин да ни помогнат така речено финансиски, да ја одржиме оваа страна, овој канал жив, да продолжиме да произведуваме значи се повеќе и повеќе едукациона материја за македонците ширум светот. Така да ви благодарам. Оние кои што сакаат да се приклучат можат на Patreon, само запишете CryptoGamidžija да го најдете, да најдете нашата група или пак тоа да го направат во дескрипцијата на секој од нашите видеа. Ова е линкот до членството, доколку сакате нормално да станете дел од нашата Patreon заедница. Дополнително не заборавајте, денеска имаме и второ видео во 5 часа попладне, кое што верувам дека веќе се емитувало, затоа што го снимаме во еден. Значи подкаст со Криптофил кој што ќе ни каже повеќе за токен 2049 заедно со американските избори и масовна адаптација на крипто. И сите информации за неговиот канал и неговата работа може да ги најдете во дескрипцијата на ова видео. Дополнително, во секое видео на почетокот, значи во дескрипцијата може да најдете за што зборуваме, потоа да ги најдете нашите социјални мрежи, каде што би препорачал да го следите нашиот труд, затоа што има дополнителни материјали кои што ги објавуваме на овие социјални мрежи. И лайк, шер, сабскрајб, комент е нешто многу ситно кое што може да го направите, а нас ни помага многу да се прошири овој материјал, затоа што со секое ваше кликање на лайк, сабскрајб, комент, помагате на алгоритмот да ја споделува оваа содржина што повеќе и нашите резервни канали на Odyssey, Rumble и Rutube. Ви благодарам уште веднаш. Нормално продолжуваме напорно да работиме за информирање на целата македонска јавност, како во однос на вести, така и во однос на едукација, и очекуваме дека во наредните 2-3 дена веќе ќе почнеме да се вселуваме во новото студио. Чекор по чекор, не се секирајте, работиме на напредување на каналот, работиме на отварање на англиската верзија. Сето ова ќе биде во позитива, затоа што ќе донесе прво финансиски да можеме да се фокусираме само на оваа работа, а второ да произведуваме и понатаму уште повеќе едукациони материјали, уште повеќе вести за македонскиот народ. Ви благодарам, се гледаме во следното видео, поздрав од CryptoGamidžija.